Денес добив представка, сега зборувам во својство на председател на постојаната анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот од новоформираното здружение 16 март од Кочани, тоа е здружението на родителите на починатите деца од Кочани, кои што бараат да дојдат во собранието да ги слушаме. И тоа треба да се стори, затоа што ние не заборавајте дека избегавме од нив како пратеници. 2 недели принуден одмор имавме само за да не се таласа. Тоа беше ВМРО-вската проценка и овој ја изведе Гаши. Некако се беше замрено, наместо ние први да свикаме комеморативна седница и тогаш кога беше интерпелацијата за Тошковски, родителите дојдоа надвор, протестираа, никој не ги прими, не ги сослуша, не ги качи во галеријата. Така што ќе мораше пратеници да излегуваат. Од тука мислам дека власта не сака да се спомене Кочани, затоа што тоа е рак рана. Тоа е сликата на системот кој убива, на корумпираниот систем кој што е создаден овие 3 децении и мислам дека таа дамка ВМРО ќе се ја носи цел живот и дури има шпекулации дека ќе пробаат преку предвремени парламентарни избори таа дамка да ја отклонат од себе. Сакав и за тоа да ве прашам, бидејќи низ кулуарите се зборува и тоа, а сакав да ве прашам што ќе направите сега со оваа представка, да сме поконкретни. Па јас како председател на комисијата сум должен да ја архивирам и да ја проследам до членовите и мојата комисија со која јас раководам е единствената уставна комисија предвидена, значи таа има највисок статус од другите, таа е немногубројна и таа единствено има право да прима представки од граѓани. Од тука јас сум должен согласно деловничките рокови да го проследам тој материјал и да закажам седница на кој што ќе се дебатира. Па да видиме тогаш дали ВМРО-вските пратеници ќе бегаат од нив или ќе им гласаат против таков дневен ред. Еве да видиме како ќе се постават. Затоа што досега или гласаа против, кога сакавме да ставиме по пат на гласање, или не доаѓа на седница со цел да нема кворум и вака да саботираат. И Гаши на крајот поништуваше слушајќи ги нив. Така што арам да име ако така направат и сега, затоа што не постои начин овој јавен притисок ние како институција да го издржиме. И не човечки е да не зборувате за Кочани во собранието. Тоа е местото кај што треба да се зборува. Тоа е местото кај што треба да бидат повикани сите овие инспектори, началници кои не постапувале и во една таква, впрочем и тоа е смислата на анкетните комисии. Во некои земји се викаат и истражни комитети тие комисии. Значи тој треба да истражи, да им врши парламентарен надзор на институциите кои затаиле, затоа што таму, почнувајќи од портир до келнер, до публика, до газда, тоа било ВМРО-вско дувло и затоа тие сега бегаат. Нели обично ние имаме представа дека Западна Македонија е дивиот запад и таму се случува, да, тоа е така, но во Источна Македонија вие не знаете што се случува под тезга. Таму се случуваат наркокартели кои што буквално со амин на градоначалниците се дила дрога на деца во дискотеки. Така што немојте да мислите дека во Источна Македонија царува мед и млеко. Не, таму е уште поперфидна, само тоа што нема етнички призвук и затоа ние не обрнуваме толку големо внимание. Инаку е ист таков баш и бозук е и во Источна Македонија.